Интернационалниот фестивал на аматерски документарен филм по 23 пат синоќа се одржа во Битола. Фестивалот е финансиран од Агенцијата за филм на Република Македонија и градоначалникот на општина Битола Владимир Талески. 23-ти интернационален фестивал на аматерски документарен филм Битола, 110 години филм во Битола, 110 години филм во Република Македонија. Филмските аматери може да бидат горди на се што е направено, неколку илјади филмови. Сушто ние сме наследниците на големите браќата кои направија филмот во Битола во Македонија, Милтон и Јанаки Манаки. Ова година тоа што е значајно за македонскиот филм покрај јубилеот 110 години е и членството во меѓународната организација за аматерски филмови. Киносојузот на Република Македонија може да се пофали со тоа што стана членка и на Меѓународната асоциација на филмските аматери на УНИКА, всушност не членка како член, туку како членови на претседателството веќе се представници од Република Македонија под име Република Македонија. Во конкуренција за најдобар филм оваа година беа 52 филма од 11 држави. Ги прегледа, како што напомнав, овие сите 52 филмови и донесе одлука во двете официјални проекции да бидат прикажани токму 14 филмови, од кои 12 се наградени со високите одличија. Најголемата награда, признанието, односно наградата Гран При на фестивалот, ја понесе филмот на еден познат филмски аматер од Германија. Значењето на фестивалот за аматерски филм е големо, како што истакна организаторите, затоа што сите најголеми имиња во македонскиот професионален филм биле дел од овој фестивал, односно прво биле аматери.